Добро, еве денеска официјално започнуваме со еден исто така важен и значаен проект за нашата општина, а тоа е реконструкција и уредување на поројот Крушевска република. Овој проект опфаќа еден покомплексен, би кажал, покомплексна интервенција врз овој порој. Практично станува збор за уредување на целиот порој во должина од 3 километри во урбаниот дел и вон урбаниот дел. За почеток, за оваа фаза почнуваме со делницата, односно сегментот од улица Брегалница до некаде до улица Маршал Тито. Проектот подразбира уредување на истрошените делови, промена на самиот пресек на каналот, проширување на двете сообраќајници кои одат паралелно со овој порој и покривање на овој дел кој го спомнав пред малку, хортикултурно уредување, осветлување, така да овој комплексен проект мислам дека значително ќе го промени изгледот на овој дел од градот и општо целата општина. Мислам дека значително ќе се подобри и функционалноста на каналот, а и урбаниот изглед и естетскиот изглед на овој канал и сигурно ќе представува еден украс на нашиот град. Воедно ќе биде заштитен од оние несакани појави, загадување, фрлање на отпадоци во него и така натаму. Мислам дека еден од проектите со кој што ќе се гордееме во иднина. Изведувач на проектот е фирмата Жикол, која што на отворена јавно наддавање го зема ова јавно наддавање и мислам дека рок на изведување се за овој сегмент 8 месеци. Имам уверување од изведувачот дека е возможно да биде тоа и малку со поголема динамика и да биде и побрзо, што би било за сите нас многу пожелно и посакувано. Инженерните решенија што дават? Дека протокот на поројната вода ќе се одвива нормално и покрај тоа што ќе биде затворен каналот? Да, тоа е еден предизвик или еден проблем кој што го размислувавме долго, консултиравме хидроинженери, градежни инженери и мислам дека се направени решенија кои што ќе овозможуваат ефикасно одржување на каналот и не постои опасност дека со тоа ќе се наруши функционалноста на поројот, баш напротив. Мислам дека ќе биде подобра. Има одредени инженерски решенја кои што го заштитуваат од можни несакани такви појави кои и порано луѓето ги наметнуваа како можеби еден ризик од оваа интервенција, меѓутоа тоа е согледувано, анализирано и мислам дека верувам дека инженерите дадоа добри решенја.